Откако денеска лидерот на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН Христијан Мицковски официјално ја поднесе граѓанската иницијатива со референдумско прашање дали сте за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија, објавен во службен весник на Република Македонија број 12/2018 од 18.1.2018 година. Во канцеларијата на Државната изборна комисија во Кочани за околу половина час се собраа повеќе од потребните потписи за покренување иницијатива за организирање референдум. При тоа пратеникот во Републичкиот парламент Миле Левков за телевизија Кочани ја даде следната изјава. Онака како што најавивме, денеска ја започнавме собирањето на потписи со која практично започнува иницијативата за еден референдум со кој што ќе се напушти важењето договорот за добрососедство, пријателство и соработка помеѓу Македонија и Република Бугарија. Уште во 2017-та, кога Заев го подпишуваше со Борисов, ние најавивме колку е штетен овој договор. Еве денеска гледаме дека практично нема крај на штетните последици, затоа сега повикуваме на едно најшироко национално обединување околу идејата дека на таков договор треба да му се стави крај. Особено силна е символиката што со потписите почнуваме еве денеска на 7 септември, ги депониравме овде во локалната канцеларија на Државната изборна комисија, токму на денот кога е ослободено Кочани, кога ја славиме слободата, кога ги славиме придобивките од антифашистичката борба, и денеска ни следува еден таков период во кој што ќе треба да се ослободиме од штетните последици и обврски кои што ги превземал некој кој што практично се бори само да е на власт и не и мисли ништо добро на Македонија. Утре символиката е уште поголема, што утре е 8 септември, денот на независноста. Уште еднаш ќе ги потсетам сите наши сограѓани дека токму нашата независност ја славиме, односно славиме еден референдум кој што е одржан на 8 септември 1991. Значи, нашата сувереност и денот на независноста ние практично прославуваме референдум. Со референдум тие видовте дека не успеа ниту да ни го променат нашето државно име, успеа со дворски игри, меѓутоа не успеа со референдум, и еве сега следува еден референдум за кој што ни е потребно силно национално обединување, кој што ги надминува политичките партии, политичките поделби. Затоа ги повикуваме сите наши сограѓани без разлика на политичката припадност да се обединиме околу идејата за наша слободна Македонија и да се ослободиме од стегите кои што ни ги наметнува овој договор. Затоа ја започнуваме оваа иницијатива и започнува едно ослободување, а за крај да и го честитам денот на ослободување на сите наши сограѓани. Нека ни е честит денот Кочани. Ја благодарам. И голема благодарност и до градоначалникот кој што ја прифати, практично е еден од првопотпишаните, и голема благодарност и до председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани, кој што практично ја започна оваа иницијатива овде во Кочани. Сите заедно со сите наши сограѓани на крајот ќе успееме. Од ВМРО ДПМН очекуваат граѓаните без разлика на политичката и партиска определба масовно да го поддржат референдумот, да излезат да гласаат за престанок на важноста на законот со кој што овој договор е ратификуван во рамките на парламентот за подобро утре на целата држава.